Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, јас сум Наташа Мерсовска, а вие ја слушате економската емисија Бројки на Радио Слободна Македонија. Откажување на нарачки, намалено производство, несигурен пласман, отпуштање на вработени и евентуално клучна врата. Нова предупреди бизнис заедницата доколку кризата потрае. Кои ќе бидат негативните последици, ќе разговараме со мојот гостин денеска, Ацо Антевски, директор на Раде Кончар. Добар ден, господин Антевски, добре дојдовте во радиото во Боја. Добар ден и задоволство ми е што сум присутен на радиото Слободна Европа. Ви благодарам. Колку политичката неизвестност влијае врз работењето на компаниите? Па ние уште во првиот момент кога се случи, односно пред 3,5 месеца, одма се јавивме да агитираме, односно да протестираме на некој начин да ова што побрзо се заврши, да не добие такви размери како денеска што ги добие овие размери како денеска што ги имаме, а се со цел да не ја изгубиме работата било внатре во Македонија, било надвор од Македонија. Свесни сме дека секоја политичка турбуленција во земјата ни причинува нас потешкоти од следните причини. Ние работиме за Македонија, исклучиво на услуги, и овој производ што се произведува кај нас се продава во Македонија. Но дел од нашето производство се пласира и во регионот. Значи Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Косово, јужниот дел на Србија и Грчка. Нашите партнери секој пат во секој момент иако се задоволни од нас, иако они кажуваат дека ефтино работиме, меѓутоа политичката ситуација, политичкиот амбиент во Македонија ги загрижува. Но нашите конкуренти, кај што се појавуваме на тендери, они веќе влегуваат со нови слики, нови предпоставки, дека овдека не е се како што треба и ние полека го губиме тлото под земјата. Дали имате откажување на нарачките од вашите партнери? Па за сега не можеме да кажеме дека такви откажувања има, за сега, но очекуваме дека тоа ќе се случи. Зошто ги нема сега тие откажувања? Се уште тоа почнува да се испитува и се уште почнува да се на некој начин бара да видиме дали ние ќе бидеме тие кои ќе го продолжиме овој тек, или зборам за Македонија, или пак ќе се прекине. Ако се прекине, се надеваме дека дел од нарачките ќе се откажат, меѓутоа нема да биде алармантно. Доколку не се прекине ова, ние апелираме на сите да се прекине, затоа што сме бизнис, во нашата бизнис заедница само се гледа и секој ден се прати ова, што побрзо да се прекине, агонијата да престане, да ние почнеме нормално да дишиме. Може ли се отпуштање на вработени доколку ситуацијата не се реши за брзо време? Апсолутно, тоа ќе влијае на отпуштање на вработените, тоа најболно е кај нас, затоа што ние сме ги обучувале тие вработени, ние сме научени со тие вработени да работиме, тие вработени ги знаат и надвор и внатре, тие веќе имаат искуство, големо искуство, оти нашата работа е техника, нашата работа е знање, кој секоја друга работа, меѓутоа на нашата бранша кај што сме ние, посебно се внимава на квалитетот на кадарот, а тој квалитет на кадар ние сме го стварале со години и сега се плашиме ако нарачките се намалат, нормално реализацијата се намали, пласманите наши се намалат, ќе се намали приливот на средства. Ако се намали приливот на средства, од кај ќе ги плаќаме ние тие вработени? Колку вработени имате? Имаме сега моментално под наша контрола околу 150 вработени и тие вработени до сега, од како сме ние овдека 20 години земале редовно плата, К-15 редовно исплатујена, порано им плаќавме и 13-та плата, тоа беше огромно задоволство на вработените, и вработените од кај нас се задоволни, барем према она што исполнуваат задачите, меѓутоа во моментот и они се загрижени. Ние и сега редовно исплаќаме плата, значи ниту една секунда не сме закасниле, доколку
е 12 во сабота, ние исплаќаме плата на 11, доколку е 12 во недела, ние исплаќаме на 13. Ми тоа не се случило на 13, секој пат исплаќаме на 10, само луѓето кои ќе отидат тој викенд да имаат плата. Никој пат не сме закаснели ниту една секунда до сега. И не сме закаснели да ги исплаќаме патните, дневните трошоци, оние кои се зацртани во законите. Значи, навистина успешна компанија која успешно обстојува до сега. сега. Може да се пофалиме ние дека сме успешна компанија во браншата кај што сме ние. Не сме толку компанија која може да повлече или не сме компанија која може да се пофали. Меѓутоа, ако земете вие дека 150 фамилии живеат од кај нас, односно го ранат семејството, тие одговорно се однесуваат кон работата. Меѓутоа, замислите, нашата работа е таква што многу имаме кооперанти. Било кооперанти за дотур на материјали и суровини и кооперанти кои обработуваат делови за нашите мотори, генератори и трансформатори. Поготово тоа треба да се внимава. Затоа што во еден момент ова нас може да не кошта и затварање на фирмата, ако вака продолжи. Затоа што кај нас елементите кои се носат, односно трансформаторите, моторите и генераторите за сервисирање, тоа е скапа роба, која утре ќе се праша нашиот купувач за да донесе, да му се поправи, дали ќе ја носи кај нас или многу побрзо ќе ја однесе во Хрватска или ќе ја однесе во Елбасан во Албанија. Сега имаме обратен процес, кај нас се носат. Меѓутоа, ако продолжи вака, и ако продолжи со оваа ситуација, сигурно ќе се запрашаат, иако сте вие најефтини, иако сте вие најдобри, сепак ќе отиде на другата страна. Таму ќе си најдат они можност, таму да си ги поправаат. Слична ситуација имаше Македонија во 2001 година. Може да направите некоја паралела како беше тогаш, како се одрази таа криза врз вашето работење? И како е сега, дали се пресликува во 2001 година и ова не може да се спореди од следните причини. Во 2001 година обкружувањето наше беше такво како што беше, значи не беше ништо подобро таму. Сега обкружувањето е обратно. Ние сме сега во полоша ситуација од сите околу нас, околу нашето обкружување. Они си го фатија својот правец. Кај нив нема више вакви кризи. Кризата се наметна сега кај нас. Значи во 2001 година, кога ние почнаме да влегуваме, ние работене за цела Босна, работене за цела Република Српска, работене за Црна Гора, Косово. Замислете сега во оваа ситуација, ние дојдовме во таква ова е неспоредливо полошо од 2001 година. Неспоредливо полошо. Ние во 2001 година точно изгубивме една голема сделка со еден италијански партнер. Тоа беше во моментот кога се случи Рачиново, нас не повика тој партнер, имавме склучено договори за 3 години. Не повика тој партнер да ни објасни дека он е загрижен, не може да носи повеќе материјали кај нас. Ние работевме тогаш лон систем, али влегувавме во техниката на производство на дистрибутивни улни трансформатори и не повика во Фиренца да ни објасни дека договорот го прекинува еднострано поради ситуацијата во Македонија. Ниту можеме да осудиме, ниту можеме ние да бараме друг излез, него да бараме во окружувањето наше. Сега, тогаш имаше окружување кое не пратеше, сега нема окружување кое не прати. Има, они си тргнаа по добри патишта, а кај нас е полоша ситуацијата. Стравувате дека за брзо време може да дојде и до тоа? Стравувам како стопанственик, кој долго време сум во стопанството. Моите 47 години работе стаж во стопанството и мојот осет дека ова ќе се случи, се плашам. Отворено ви кажам, не можам да кажам пред скупот или пред самите вработени да и они се плашат, меѓутоа ги осеќам дека и они и кај нив превладува стравата. А денеска да останеш без работа, си без ништо. Ниту некој ќе ти помогне, ниту некој ќе те вработи во оваа ситуација. Плюс, нашите стручници се точно специализирани за нашата работа. Ево, погледнете го сега, што нас не е криво, го нема никаде. Сега ние настојуваме да на некој начин подкрепиме нешто што го правеле емо на времето. Колку најавите од гувернерот Богов за затегање на монетарната политика, односно за зголемување на каматните стапки на кредитите, може да го уништи стопанството? Се уште има слободни кредити. Ние имаме и најава, имаме и можности, сега веќе и преговаравме, веќе имаме нов кредит одобрен, само треба да го
ефектуираме скоро 1,5 милион евра нов кредит. Сега се спремаме и изготвуваме студии, ја зборам воопшто за нас. Меѓутоа, господинот гувернер, она што го изјави, со најголем респект го прифаќам, така и е, затоа што и самите банки ќе гледаат кај да ги пласираат средствата, меѓутоа, од друга страна, па банките нема сега што да прават на слободните средства и сигурно оние фирми, оние компании кои го враќаат редовно кредитот, кој сме и ние, а секој пат живееме на кредитот и не можеме ние да купиме нешто ако немаме подкрепа од банката, тоа е апсурд ако помисли некој. Значи, ние веќе преговараме со банката на 1,5 од 1 милион до 1,5 милион евра нов кредит, и го завршуваме овој кредит. Вие знаете дека сме ние првите и втората компанија која го зема кредитот од владата, од Европска инвестициона банка, и владата ги замрзна каматите на 5,5%, што нас ни одговараше, затоа што имавме и грејс период, така се оправивме малку, тие машини не паѓаат од небо. Мораш да ги купиш, мораш да ги платиш и да почнеш да работиш. Ние сме задоволни од тоа, меѓутоа сега изјавата на господинот Богов нас не загрижува. И така сигурно ќе биде, ние со респект го прифаќаме тоа. Господине Антовски, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Радиско телепортирање во пролет. Мирисни ги липите кои цветаат. Нека те разбуди ново пролетно утро. Сети се на детскиот џавор во мало. Конечно, нова пролет. На радио Слободна Македонија. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Радио Слободна Македонија. Сокрива, ко да не ме познава, земја отвара да ме прогута. Молчи, ништо не зборува, мирна како тишина, сите мисли ми ги убива. Врне дождо досаден, мојот поглед ја допира пак и чекам само да ми даде знак. Ей, имаш очи цвезни, остани мртва, заспи ми во преградки. Ей, имаш очи цвезни, остани мртва, заспи ми во преградки. Lady, тука сум, треперам ко лист, прсти ми се војници во походи. И може стоти пат те прашувам за нас, дали е љубов ова што почнува. Ей, имаш очи цвезни, остани во ноќ, заспи ми во преградки.
звезди, остани во ноќва, заспи ми во предраки. Имаш очи звезди, остани во ноќва, заспи ми во предраки. Ostani во ноќва, заспи ми во прегаки. Lady, имаш очи звезди, остани во ноќва, заспи ми во прегаки. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Гостин во емисијата Бројки е Аце Антевски, директор на Раде Кончар. Господин Антевски, пред политичката криза сите релевантни институции прогнозираа највисок раст на македонската економија. А колку сега овај раст е остварлив? Значи ММФ предвидуваше 4,1%, Светска банка исто така предвидуваше највисок раст, Народната банка предвидуваше. Меѓутоа сега се чини дека малку проекциите ќе мора да се спуштат надолу. Па ако продолжи оваа ситуација, сигурно мора, сака ние или нечеле мора да признаеме дека производството ќе падне. Меѓутоа, овој раст што се предвидуваше, ние се задржиме на оној раст кој е последен, кажам дека 3,7, односно 3,1, сега зависи што ќе биде. Меѓутоа, тоа е сепак во оваа ситуација одржлив раст. Одржлив раст е од неколку аспекта. Прво, да не се откажат земјоделските производи кои се произведуваат кај нас, односно нивниот извоз да не стагнира. Да не се откажат купувачите на нашите земјоделски производи. Меѓутоа, пред некој ден прочитав дека туризмот веќе осеќа, значи се откажуваат туристичките аранжмани. Но тој раст изгледа ќе го задржи градењето на патиштата, на аутопатиштата, тој раст ќе се задржи, можеби и ќе се забрза. Понатаму нас во стопанството се уште може да кажеме дека оваа ситуација може да се поднесе. Ако се поднесе во стопанството и ако се задржи трендот на изградба на аутопатиштата, односно на капиталните објекти кои се во тек, тогаш растот можеби пак ќе биде оној кој е зацртан. Но треба да мислиме и треба да внимаваме на тоа дека од една убава прогноза која беше реална, нашата изјава беше секој пат во таа насока, сега може да се случи обратно. Како ги убедувате странските партнери дека состојбата не е толку алармантна? Мене уште истиот ден, кога се случи ова сега, последното во Куманово, бомбите тие толку не ги знаат и не ги познаваат што се случија бомбите. Или штрајкот на опозицијата да не влегува во собрание, или обратно, арогантност, да речеме, на владеачката партија во однос на опозицијата, или арогантност на опозицијата во однос на тоа странците кај што сопоставниците не ги интересира, ама и не ја знаат ситуацијата. Мито ова што се случи во Куманово, па мене са балето барем 10 мои соработници, партнери, купувачи наши се јавија. Значи, од Хрватска, од Словенија се јавија, од Аустрија се јавија, од Италија се јавија. Се јавија и добавувачите наши, оние што нас не снабдуваат со репроматеријали. Се јавија овие кои нас ни се конкурентни на пазарот, кои сакаат на секој начин да ни ја земат работата. Ако нас ни ја земат работата, јас поново апелирам, нас може само да не затвори господинот купувач. Наместо кај нас да отиде надвор од Македонија. Ние и така имаме проблеми. Стално зборевме дека не е во ред ситуацијата кај нас од генерал Јанковиќ, да речеме, или од Приштина, било од каде од генерал Јанковиќ, 3 дена да доаѓа или 5 дена да доаѓа робата. Нас сега веќе не заобиклуваат сите.
Не сме робата од генерал Јанковиќ да доаѓа 3 дена или 5 дена. Значи еден ден да се царини, друг ден да се оцаринува, па да влезе. Тоа е апсурд. Меѓутоа они сега си најдоа канали и сигурен сум дека многу брзо ќе си заминат. Многу брзо ќе си заминат. И тоаш немаме таков раст да имаме. Колку време е прифатливо за надменување на оваа политичка нестабилност за бизнисот? Уште колку може да издржи со вакво темпо? Бизнисот не може воопшто да издржи. Тоа нема да падне наеднаш. Меѓутоа бизнисот не може да издржи, на сите да им е јасно дека сите живеат од бизнис заедницата. Никој не може на оваа територија, на оваа земја да живее од воздух. Ако бизнис заедницата падне, ако бизнисот опадне на она што ние се плашиме дека ќе дојде, нема тука обстојување. Вие знаете дека мора да заработите па да живеете. Ако не заработите, од каде пари? Ако вие не донесете дома вечер пари, вие не можете утре денот да го пречекате мирно. Вие не можете да спиете цела ноќ. Што значи дека мора ова брзо да заврши. Поново апелираме дека бизнис заедницата та нема да падне наеднаш, меѓутоа ќе си падне. И тоа ќе ни е нас касно. Мора ова да се реши подхитно, затоа што сите одговорности ќе бидат на политичарите. Меѓутоа, ќе страда бизнисмените. Ние гледаме да на некој начин обстојат тие 150 фамилии. Јас гледам кај нас дека да обстојат тие 150 фамилии. Ние бдееме на секој купувач, само да не отиде на другата страна. Само тој може фирмата да ни ја затвори. Вие сте председатели на металската индустрија. Се соочуваат таму проблеми? Како не се случуваат, ние гледаме на секој начин на металопреработвачката индустрија да ја донесеме благодет, а не обратно да им створиме услови да работат. Ние на некој начин, кога она тргна сега, и тоа доста добро тргна, можеме да кажеме на вистина дека имаше огромен раст. Земете го вие ноември, декември, јануар, па ние го кажавме тоа дека електрометалопреработвачката индустрија тргна на еден добар пат. Наеднаш сега ова што се случува или што ќе се случи, што не очекува, тоа е лошо за заедницата. Владата донесе неколку успешни проекти. Еден од нив беше Македонија вработува. Меѓутоа, последниот период се чини дека фирмите не сакаат да вработат нови. Зошто? Ради политичката ситуација или? Па, видете, ние сме мала земја, мала индустрија. Ние сме осетлив народ. Ние, за да го примеме некого, мислиме после како ќе го испуштиме. Да, ќе искористам 2-3 години од државата, ќе искористам да не плаќам придонеси, да не плаќам сите оние други давачки за вработениот, меѓутоа што после 4 години. Што ќе му правиме на тој човек? Ќе му кажеме, фала ти, ние искористивме, се што можеше да се искористи, те искористивме и тебе, сега благодарам на вас, можете од утре да си одите. Не можеме, јас не можам, ние не можеме тоа да го поднесеме, не сме Запад, ние сепак живееме во Македонија. Господин Антевски, вашата компанија успешно функционира на македонскиот пазар веќе 70 години. Имате ли некои сугестии, некои пораки кои за подобро да функционирате на пазарот, за подобрување на бизнис климат? На сабајле, на пладне, навечер да живеете со фирмата. Од лоша фирма тешко може да направите јака или здрава компанија. А од здрава фирма за 24 сата може да направите ѓубре. Затоа апелирам на сите. Нашата компанија е пример, точно е пример како треба една фамилиарна фирма или една фирма со еден менеджмент, вако како што е нашиот, да обстои во ваква ситуација да има дивиденда. Ние имавме таква среќа, велам дека земавме добри кредити и повлековме, макар да имаме проблеми со нашите акционери, што бараат да им се додели дивидендата. Митоа на бордот на директори кај нас не е само да се подели дивиденда, него да расте капиталот. Ние тоа го направивме, они го согледуваат тоа, ама не сакаат ни да го признаат дека ние кредитите што ги земавме, ние сите кредити ги вративме онака како што е ред. И затоа банките сега доаѓаат кај нас и ни нудат нови кредити, што ние сигурно со двете раце ќе ги прифатиме тие нови кредити и ќе се задолжиме поново, меѓутоа ќе се задолжиме толку колку што можеме.
ние сме успешна компанија, затоа што цело време дивидендата ја вложувавме за инвестиции, пораснавме, дојдовме до едно ниво на добра компанија, дојдовме на ниво на респектабилна компанија, ги добивме наградите сите, добивме 13 ноемвриска награда на град Скопје за успешна компанија, ние добивме Европската награда за успешна компанија, нашата компанија Раде Кончар Сервис и Раде Кончар ТЕП се вртеа пола сат во Европскиот парламент во Брисел, како најуспешна корпоративно управување. Ние и ден денеска гледаме најболно ќе ни биде, јас апелирам за тие 150 фамилии, мојата фамилија, поготово мојата фамилија, да не страдаат од оваа ситуација. Затоа целата дивиденда ние не ни поделивме, ние не ја земавме, ја вложиме во капитални објекти, односно купивме најсовремени машини, најсовремени алати и направи купивме и можеме да одговориме сега секаде кај што во земјата и во окружувањето со производот со кој ние се занимаваме. И дури и сега овие денови ќе стигнат нови машини, нови линии со кои ќе го подобриме производството. Стравувате дека може да чепнете малце од залихите за да се преброди периодот? Па тоа најопасна работа. Ако вие од готовината почнете да јадете, таа нема крај. Тоа е најопасно. Исто како дома, кој ќе почнете да трошите повеќе од она што ќе го донесете, вие или мора да се позајмите, или мора, ако немате ништо, да земете од готовината, или па да украдете. Ако украдете ќе ве фатат, сигурно ти нема од каде да украдете. Ако позајмите мора да го вратите, ако не го вратите друг не ви дава, затоа што ќе се чуе тоа веднаш. И што ќе правите ако имате некоја готовина да почнете таа да ја грицкате. Меѓутоа, сватете едно, дека такво едно не е дозволиво во ниту една компанија, ниту една фамилија. Фамилијата е створена за да ствара на продукт, исто и фирмата е створена да ствара продукт. Поготоа фамилиарна фирма, кај што нашите менаџери и децата нивни веќе работат во нашата компанија. Децата нивни се веќе инволвирани, тие се електроинженери, машински инженери кои веќе второто, односно да кажам третото поколение веќе работи во нашата фирма, што значи дека тешко ќе дозволиме некој да ја задрма или и ова нас не боли. Ние први ќе протестираме, а брзо да се заврши. Ние брзо ќе протестираме први. Ќе биде смешно, меѓутоа едните и другите нека си седнат, нека се расчистат, а ние да тргнеме по нашите патишта. Споменавте дека има многу електроинженери. Имате ли проблем со кадрите? Дали македонскиот пазар има доволно квалификуван кадар? Ние имаме потреба секој пат од квалитетен кадар. Кај нас колку се електро, толку се и машински дипломирани инженери, магистри по наука, сега веќе дојдат и првите, може и доктори по наука кои ќе работат кај нас во нашата компанија. Имаме секој пат респект према нив, ние ги обучуваме за наши услови, ние ги праќаме на специализација, ние ги праќаме на сајмови. Ниту еден сајм не сме промашиле, ние ги праќаме, имаме таква можност, нашите инженери за дообука во Јапонија, нашите соработници, моите соработници, што се, тие сите се веќе школувани во Јапонија, поминале некој курс во Јапонија, и кој ќе дојдат од таму сосема друго размислување има. Сега истите тие одат и во Индија, да видат и таму како се работи, да во Јужна Кореја, во Кина, веќе секаде се присутни нашите и тоа го ја одржува фирмата. Ги праќаме секој пат младите, оние надежните што мислам дека може да стварат и ние нема да застанеме само тука, меѓутоа ќе поминеме веќе во друга организациона структура, така да рачунаме и на поголем ангажман на електро и машински инженери, нормално тука има и економисти, и се тоа на некој начин е добро обучен, мора да има најдобри, најсовремени методи за комуникација измеѓу себе и да можем слободно да кажам дека сите награди што беа дозволени награди ги добивме ние за овие неколку години од како почна да расте компанијата. Браво, ви честитам. Моето последно прашање до вас, господин Антевски, е кои ќе бидат идните планови на компанијата?
Имате ли зацртано нешто во Па, наредните 3 до 5 ако години? ова продолжи вака, ние брзо ќе излеземе од Македонија. Сакали или не, ние брзо дел од капиталот мора да изнесеме надвор. Не за тоа дека не ја сакаме Македонија, не дека не сакаме македонските луѓе да работат. Ако вака продолжи, ние мора да се снаоѓаме, мора да бараме некако надворешен спас во обкружувањето за да можеме ние да продолжиме со нашата дејност. Затоа што ова вака ако продолжи, неколку пати го спомнувам тоа може нас на некој начин да не натера, да и ние размислуваме да дел од капацитетите ги пренесеме надвор. Ако не смееме друго нешто, барем знањето, ако го изнесеме надвор, тој ќе биде штета за Македонија. Имаме големо искуство, не знаат секаде, значи цела бивша Југославија, Албанија, Грчка и дел од Бугарија не знаат како солидни и честни, поштени бизнисмени, односно стопанственици, и сега било што да се случи, било како да се поремети, за нас ќе биде фатално. Такви работи, ако се случат, тоа ќе биде многу непријатно. Да се надеваме сите дека ситуацијата за многу брзо време ќе се реши. Господин Антевски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Бројки. И вам ви благодарам. Повелете, ако има потреба, па јавете се. Ви благодарам. Најважните настани на економски план ќе ги слушнете по музичката пауза. Цвеќињата се сакаат, птиците пеат. Пчелите својата љубов ја покажуваат во лет. Одат од цвет на цвет. Пролета. Сите ме бој со љубов. Те сретнам тебе, мислев дека љубов е што помалку да дадам, на крајот да им земам се. Но мојот свет се пресели во твоите очи бакарни, ко во песок жив потонав во нив, кога рече ти разголи ми ја душата. Овој свет на лаги, само ти си вистина. Среден мрачен океан, единствен остров светлина. Ко боз да газам преку жар, брзам да ти прејдам праг. Маска отфрлам и срце отворам, да ми кажеш пак. Разголи ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ке навезат за нас, срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото, и звездите ке навезат за нас, срце преку небото.
Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Разголи ми ја душата, покори ми го телото и звездите ќе навезат за нас срце преку небото. Радио Слободна Македонија. Како могам сам да не те сонувам, полуде сама не те не знам. Како господар сам во нота цар, кон тебе ме сечарам. Над мене блеснала целата вселена, ја спајам на колена во име на љубовта. Сама во себе заробена, без тебе секоја секунда убива полека, а јас не знам каде си. Освежена преградка градот мој заспива, а јас сум некаде сама во ноќта изгубена. Чекам да ме спасиш ти. Знам баш како ти е сам во ноќта кога секоја секунда убива полека. Знам баш како ти е сам во ноќта кога пагаш на колена во име на љубовта. Како магав сам буден те сонувам, полудев сама не те ни знам. Како господар сам во нота цар, кон тебе ме сечарам. Над мене блеснала целата вселена, ја спаѓам на колена во име на љубовта. Како по вода да чекорам, во мисли тонам кон тебе и вода те сонувам, но ноќва ќе те пронајдам. Знам баш како ти е сам во ноќта кога секоја секунда убива полека. Знам баш како ти е сам во ноќта кога пагаш на колена во име на љубовта. Баш како ти е сам во ноќта кога секоја секунда. Знам баш како ти е сам во ноќта кога пагаш на колена во име на љубовта. Реклами. Порта Пролет, прв луксузен деловно станбен објект во Штип. Сместен во најубавата и најмирна локација во градот, во близина на парк Суитлак, на 5 минути до градскиот плоштад. Порта Пролет се гради по проект од врвни италијански архитекти во барок и неокласичен стил, по европски стандарди и норми, со првокласна звучна и топлинска изолација, со високо квалитетни материјали. Порта Пролет Штип, стамбен простор со 86 станови со различна големина, на 9 спрата, со гаражен и деловен простор по цена прилагодена на стандардот на граѓаните, со олеснителни услови за купопродажба. Информации на телефоните 02 3109 954 и 070 233 060. Радио Слободна Македонија. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ги слушате и најважните настани на економски план оваа недела. Политичката криза може да ги поскапи кредитите чии камати изминатиот период паднаа на најниско ниво. Гувернерот Димитар Богов, зборувајќи пред пратениците од Собраниската комисија за финансирање и буџет, предупреди дека случувањата во земјава може да го загрозат растот и да ја принудат Народната банка да ја затегне монетарната политика. Тоа затегање ќе значи изголемување на каматните стапки, и за бизнисите, и за граѓаните кои што имаат земено кредити. Цената
како што кажав, сите од нас ќе си ја платиме со тоа што ќе плаќаме поголеми камати и ќе имаме помал раст во економијата. Најавата за поевтин роуминг од јули добра вест за граѓаните, но и за фирмите. Од бизнис заедницата очекуваат драстично намалени трошоци во работењето со партнерите од регионот. Председателот на Сојузот на стопанските комори, Даниела Арсовска, се надева дека со ваквата одлука во иднина ќе бидат опфатени и други земји, каде домашните фирми имаат своји бизнис партнери. Од досегашните услуги, нели знаеме дека беа доста скапи, не само трошоците, односно услугите во роуминг кои што се однесуваат на телефонските разговори, исто така и оние кои што се однесуваат на интернетот. Сега, значи, со ова намалување на цените, практично ќе биде овозможено да бидат пристапни. Граѓаните на Македонија од крајот на јуни минута разговор по мобилен телефон во Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина ќе ги чини 17,9 денари, односно намалување на цената на разговор е за 73%. Ќе паѓа и цената на мобилниот интернет. 1 мегабајт ќе чини 43 денари, а цената на SMS пораките ќе се намали од 12,3 на 5,6 денари. Министерот Тиво Ивановски истакна дека Македонија и соседството успеа да ја усогласат роуминг тарифата, пред тоа да го сторат земјите членки на Европската унија. Значи, ние успеавме со нашата политика како пријателски земји да го направиме ова многу побрзо него што Европската унија го има направено во своите 28 држави кои што дискутираат на оваа тема. Комисиите од Министерството за земјоделие ги посетуваат регионите кои настрадаа во февруарските поплави. По утврдување на фактичката состојба, ќе почне исплатата на обештетувањето. Вкупните штети од поплавите изнесуваат 22 милиони евра, од кои 11 милиони евра се директни штети врз земјоделските посеби. Владата обезбеди пари и за санација на уништените објекти од поплавите. Сите општини кои што беа офатени со поплавите ќе бидат посетени од овие три работни групи кои што директно со општинските комисии на лице место ќе прегледуваат документацијата за да биде во согласност со Законот за земјоделство и рурален развој. Активно имаме учество во делот на обезбедување на средства од Европската унија преку средства од ИПА програмата, со што очекуваме на располагање да ни се стават од 8 до 10 милиони евра, што значи целосно покривање на овие два сектори кои што се погодени од поплавите, а тоа се, како што спомнав, некаде околу 5 милиони евра за инфраструктура, за секторот инфраструктура и некаде околу 4 милиона евра за секторот иригациони системи. На македонскиот пазар недостигаат технички кадри за кои влада е стереотип дека се слабо платени, иако според надлежните им се нудат плати далеку над просечната. Дефицитарните струки кај нас се многу добро платени. Заварувачите земаат плата од 500 до 1500 евра, а управувачите со кран или тешки машини најмалку 600 евра. Но и покрај тоа, кај нас се уште влада е стереотипот дека овие професии се ниско платени. Директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Проблемот го гледа во прекомерното запишување на општествени науки наспроти технички. Секогаш ќе има работа за занаетчиите, значи занаетските професии, секогаш ќе има работа за техничките. Нормално имаме потреба и од општествените, но потребата кај техничките е некаде над 70% од сите објавени огласи во Република Македонија. Американската компанија Lear, која произведува автомобилски навлаки за седишта, објави дека ќе инвестира 16 милиони евра во Полошкиот регион. До крајот на оваа година ќе вработи 300 лица во постоечка фабрика во Гостивар, а од наредната ќе почне со изградба на свој објект во Тетовската зона, каде ќе работат 2000 лица. Преди години успеавме да се избориме во конкуренција од земји од регионот, всушност и всушност конкуренција која имаше и тука во Македонија од 4 различни градови и доста сме задоволни што фирмата сепак одлучи да инвестира во Македонија, а не во други земји во регионот. Ова е доста значаен проект на фирмата во Македонија, поготово во овој регион, бидејќи ќе овозможи нови работни места за млади, за искусни луѓе од поготово текстилната индустрија.
Политичката неизвестност ги стопира позитивните трендови кај бизнисмените. Компаниите се воздржуваат од нови вработувања, а најавата за евентуално зголемување на каматите дополнително негативно ќе се одрази врз нивното работење. Сакаат и им било во план, во нивните бизнис планови, значи проектирано за да кажеме да аплицираат за истото, меѓутоа поради актуелната ситуација сите нормално со резерва исто да го земаат и ќе очекуваат да се види што ќе покаже периодот кој што следи за да би можеле да го реализираат ова што го имаат во своите планови. За прв пат ќе се регулира продажбата на користени возила во Македонија. Измените на законот за трговија, кои во моментов се во собраниска процедура, треба да ги заштитат потрошувачите од разни манипулации при купување на половни коли. Од сега физичките лица ќе може да увезат најмалку до 2 вакви автомобили во годината, а продажбата ќе може да врши само фирма на која тоа ќе биде основна дејност и која ќе сноси одговорност за тоа што го нуди на купувачите. Потрошувачите многу се жалеа на купување автомобили каде што после купувањето, после еден ден, 2 дена или една недела увидуваат одредени технички проблеми со тие возила или одредени невистини кога ги купиле тие возила. Сега со овој нов закон ќе имаме одговорно лице. Значи тие што ќе продаваат возила ќе сносат одредена одговорност, односно за сето тоа што ќе го прикажат пред купувачите треба да стојат и ќе стои таму одговорно лице, фирма. Регулирање на бесплатните комуникацијски апликации како Viber, Skype и WhatsApp, затоа што го намалиле профитот на телекомуникацијските компании, најави министерот за информатичко општество на конференција во Охрид. Иновативни решенија за телекомуникацијски сектор, како тоа го прават во Европската унија, како тоа се прави во Соединетите американски држави, кај што е најуспешните телекомуникацијски сектори, за да можеме и ние во Република Македонија тоа да го реплицираме. Бизнисот бара итно решавање на состојбата во земјава. Компаниите, особено малите и средни, стравуваат дека ваквата криза на долг рок може да ги поскапи кредитите. Со тоа нивниот развој ќе стагнира. Дел ќе се соочат со намалување на ликвидноста, а дел може и да банкротираат. Ако дојде до поскапување на кредитите, очекуваат тоа да биде подносливо, а не да има драстично зголемување на каматите. Состојбата е деликатна во овој момент и што е најважно моментално е истата да се разреши што е можно побрзо со најмали последици. Значи негативно влијае. Пред се на евидентно е намалената лична потрошувачка, поготово за трајни потрошни добра. Потоа има ризици кои ги детектираат комерцијалните банки. Овде завршува уште една емисија бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Со мен уредник и водител Наташа Мерсовска, денеска 21 мај е и Далибор Зафировски, техничка реализација. Музиката е од изборот на музичкиот продуцент Иван Бечковиќ. Со нови содржини слушајте не и наредниот четврток во истиот термин. Јас ви посакувам убав ден. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.